Какви последици може да има одвојувањето на Македонија од Албанија во европскиот пат? Прво, самото спојување на Македонија со Албанија или на било кои земји кандидатки е проблематично со оглед на тоа што процесот би требало да се заснова на заслуги, односно на реформски постигнувања. Врзувањето на една земја со друга земја, ова го невозможува, бидејќи првата, односно втората, може да биде блокирана или закочена заради работи кои што не зависат од неа, туку од другата земја кандидатка. Така што самото спојување, направено политички, беше многу спорно. Тогаш беше македонската страна жртва, после известно време работите се свртија па Албанија чекаше заради нас. Иако последниве година и пол до две не беше проблем Македонија за Албанија, ниту Бугарија, туку Грција. За целиот случај со градоначалникот кој што беше во затвор, етнички грк, и кога тој стана европратеник и беше пуштен на слобода, Грција дозволи Албанија да ја одржи, да го отвори првиот кластер, кој што предстои, нели, средина на овој месец на октомври. Како гледате на унгарскиот кредит кој го зема Македонија, односно владата на Мицковски? Дали може да ги влоши практично шансите за Македонија за влез во Европската Унија или пак да ги подобри ако му покаже на светот дека е опасна алтернативата која не очекува, односно Орбан, Путин? Да, интересно ви е прашањето и начнува на некој начин одговор. Од една страна, Унгарија не е меѓу земјите кои што во последниве години важат за пример за европски вредности, посебно за слободата на медиумите и владењето на правото. Затоа и многу дебати околу уславување на европските фондови со усогласување на оваа земја членка, која што во моментов председава со Советот на ЕУ, со аки, со суштинските европски вредности. Во таа смисла, може веројатно легитимно да се тврди дека патот кон членство не води преку Будимпешта, а од друга страна, самата ЕУ функционира така што 27 земји одлучуваат, меѓу нив секако е Унгарија, така што, бидејќи зависиме од сите тие 27 гласа, добри односи со сите 27 земји членки би требало да се обидуваме, да настојуваме, да одржуваме. Така што одговорот не е баш црно-бел, ние треба посебно да се насочиме кон поскептичните земји членки, како што е да речеме Холандија во однос на проширувањето, која посебно значење и тежина дава на владењето на правото, но да не ги занемаруваме и сите други. Комплицирана е и нашата состојба, и целиот процес на проширување, и самата Европска Унија, се додека одлучува со консензус по прашањето на проширувањето во сите чекори, ни требаат сите 27. Сега, ако сите адути ги ставиме на една земја членка, мислам дека тоа може на некој начин и негативно да ни се одрази. Мора да работиме паралелно на сите земји членки, мора да настојуваме да најдеме неколку кои што посебно ќе не туркаат, кои што секогаш кога е нашата точка на дневен ред ќе бидат гласни, ќе бидат аргументирани. Така што, како што прашавте, таков е и одговорот. На некој начин е двоен. Може да биде корисно, се разбира, блискост со било која земја членка,
меѓутоа не е доволно и можно е да има известна рефлексија врз нашиот имидж како се перцепира новата македонска влада. Мислам дека ќе ни биде од интерес да бидеме да имаме имидж на земја која што се движи кон европскиот мејнстрим на некој начин. Која што нема да ја има Унгарија како пример во однос на некои автократски тенденции, туку ќе ги има пример оние земји членки кои што важат за примери во самата Европска унија. Унгарија сепак не гласала против одвојување на Албанија од Македонија, иако можело да се повлече амбасадорот на Унгарија да оди на кафе, онака како што Орбан тоа го имаше направено и со тоа да го покаже пријателскиот став кон Македонија. Не, Унгарија преку нивниот постојан представник во Брисел се учествувала во консензусот, значи дала зелено светло за Албанија. Јас не мислам дека нам не оди во прилог Албанија да биде блокирана, бидејќи сме ние блокирани од нашиот чвор или Бучкуруш со Бугарија. Мислам дека и најмалиот чекор на било која земја од регионот е добра за нас и добра е за целиот. Е добар чекор за целиот регион. Така што не мислам дека во таа смисла треба да ги анализираме нештата, дека ние нешто би добивале ако уште некој би бил блокиран. Напротив, треба да настојуваме целиот регион да биде повеќе заедно. Самата Албанија исто така имаше една одлична колумна од една ваша колешка новинарка во Тирана, која што вели, можеби после целиот овој циркус што го доживуваме со европското проширување, со европскиот процес, можеби треба да кажеме не фала самите и да кажеме, да дадеме глас против бугарското вето и да ја чекаме Македонија. Така што повеќе треба да се работи на таков тип на заедништво, да биде што потешко ветото, отколку да навиваме да има и други вета за други држави. Како гледате на албанскиот коалиционен партнер на власта, на Влем, значи вреди, мислам, после одвојувањето на Албанија од Македонија во пристапните преговори, заради тоа што вреди имаше некакви рокови од 6 месеци кои подоцна брзо ги заборави кога влезе во власта? Има гласови во владата од Влен, да речеме Муртезани, министерот за европски прашања, кои што мислам дека се зрели, кои што на некој начин изјавата беше ние мора да водиме сметка за нашите сограѓани етнички македонци, кои што ја дадоа насоката гласајќи на неодамнешните парламентарни избори. Мислам дека повеќе во наративот што се гради во јавноста, овие изјави би било мудро да се поддржуваат, бидејќи ние сме заедно. И во успесите, и во поразите, и во маките, и во радостите сме заедно со нашите сограѓани албанци, како што и тие се заедно со македонците. Дури чекор повеќе, мислам дека треба да не инспирира и да научиме од онаа изјава на Бојко Борисов од Софија, кога се случи, кога дојде веста за ова зелено светло за Албанија, кога рече многу е важно што сите бугарски партии се во консензус и на ист став во однос на ова национално прашање за Бугарија. И тоа во случај кога Бугарија не е баш директно погодена, ние сме жртвата од ветото, од овој крајно трагичен однос што го имаме во моментот во македонско-бугарските односи. И сега во таа ситуација мислам дека би било многу здраво
малку да се издигнеме од партиските ровови, оние кои што ги водат партиите и луѓето околу нив, да се соочиме со реалноста дека имаме еден чвор кој што е резултат на согласноста на претходната влада, на еден лош предлог, крајно небалансиран, кој што не успеа да испорача тоа што вети дека ќе испорача, а од друга страна не остави заврзани, бидејќи останаа рамките на тој предлог. Да се соочиме со реалноста дека сме во чвор и како нација, како политички елити, нека се обединат во барањето решение, кое што мислам дека треба да даде одговор најмалку на едно многу важно прашање. Бидејќи ние сме земја која што многу пати беше пренесена жедна преку вода од страна на една или друга земја членка на Европската Унија. Мислам дека има консензус дека најнеправеден, најмногу трпи и најголема жртва, иако таа не е улога за гордење, била токму нашата држава во европскиот процес. Земја ветеран кандидат, подпишавме спогодба за стабилизација и асоциација пред Хрватска, земја кандидат 2005, веќе 19 години, кога тргнавме големата блокада со Грција, добивме ветување дека ќе почнеме пристапни преговори, потоа се пресретна Франција, која што овозможи Бугарија толку гордо да го земе факелот на ветото на некој начин. И сега, ако пак правиме чекор и концесии преку уставните амандмани, без при тоа да знаеме дека патот натаму е чист, дека нема да има следно вето до година на некое друго прашање, тоа би било крајно неодговорно спрема граѓанството, спрема сопствената држава, па и спрема себе си. И затоа мислам дека мора најрационално, без партиски предрасуди, свесни дека овој процес можно е да почне да станува реален, пред се заради војната во Украина и руската агресија. Сивите зони не се веќе решение за Европската Унија. Ако после ладната војна можела Европа можеби да си дозволи сиви зони, очигледно е дека од денешна перспектива мора да се консолидира територијата на Европската Унија. Таа територија во секој случај ги вклучува сите 6 држави од југоисточна Европа или Западен Балкан. Јас преферирам во последно време југоисточна Европа, за да ги подсетуваме другите европејци дека и ние сме европејци и да најдеме сите заедно начин како да го направиме овој чекор, меѓутоа да знаеме дека зошто го правиме и дека вистина ќе го добиеме тоа што сакаме да го добиеме. Нема простор за паника, тоа би било крајно неодговорно, иако фрустрацијата е голема. Меѓутоа, јас лично и многу други експерти, како што беа и Гералд Кнаус и Флориан Бибер, уште во јуни-јули 22 година, кога се дебатираше францускиот предлог, и јавно напишавме и во Брисел објавивме дека овој предлог повеќе веројатно е дека ќе направи стагнација дополнителна, ќе ги зголеми фрустрациите и ќе не доведе во ситуација Македонија да биде виновникот за немањето прогрес или за заглавеноста. И ние сме сега токму во оваа ситуација што многумина од нас ја видува уште тогаш, иако нема големо задоволство од сега да се кажува, нели би рековме. Какви се шансите за менување на францускиот предлог, ако знаеме дека сите политички партии во Бугарија се всушност прилично тврди? Тоа е многу логично, бидејќи за разлика од преспанскиот договор,
против кого имаше доста политички одбор, па и граѓански одбор во соседна Грција и кој што помина тесно во грчкиот парламент. Пакетот со Бугарија помина со огромно мнозинство во бугарскиот парламент и како што и тогаш и сега неодамна дури Кирил Петков ликуваше, Бугарија успеа дали 9-1, дали 10-0 да добие во однос на бугарските позиции визави македонските позиции. Ставот на нашата сегашна влада, на премиерот Мицкоски, за одложено влегување во сила, тогаш кога ќе станеме земја членка, не е некој нов став. Владата во која што бев дел јас го имаше истиот овој став, кој што беше комунициран и објаснет аргументирано и кон бугарската страна. Значи, зборуваме за летото, есента 2021 година. Пред Ковачевски да биде назначен на некој начин за премиер. Тоа беше една од македонските позиции, токму поучени од предходните искуства. Ние правиме чекор, нема чекор од другата страна, не го добиваме тоа што ни треба. И така како што НАТО членството беше врзано и правно со Преспанскиот договор, така сакавме овие уставни амандмани да ги врземе со нашето членство во Европската Унија. Ќе биде многу тешко било кој политички субјект во Софија, бидејќи е едноставно непопуларно. Они си ја завршиле работата, направиле нешто многу добро за нив и ќе биде тешко да се отворат, иако можеби со аргументот на кој дережени се односите, ако има луѓе со визија, можеби и има интерес, ако воопшто се интересираат за тоа како се прецепира Бугарија во Македонија, како гледаат македонските граѓани на Бугарија. Во моментов сите анкети покажуваат дека македонските граѓани во Бугарија гледаат најголема закана. Ние сме, посебно етничките македонци, се навредени од негирањето, од тврдењето дека сме вештачка нација, дека македонскиот јазик е дури и сиромашен, малку им беше да кажат дијалект, напишаа и сиромашен дијалект официјално како држава на документ што го депонира во Европската Унија, во Брисел. Ако има некој што навистина се грижи за односите, што сака да биде пријател со нас, што сака блискост, да имаме добрососедство како што наликува на две европски држави, тогаш тој интерес можеби може да биде почетокот каде да се најдеме. Не се исклучени и некои креативни решенија кои што не би значеле дека ова ќе биде само билатерално со Бугарија. Може тука други земји членки да помогнат, може самата Европска Унија, а можеме ние и сами дома унилатерално да се обидеме да најдеме начини како нашиот чекор да не биде направен залудно. Меѓутоа, треба да се седне со ладна глава, смирено, и да не справиме по ова прашање дневно политички препокувања. Такво нешто се случи дента кога стигна веста за одвојувањето од Албанија, и тоа од политичките лидери и од политичките партии кои што не сместија во оваа каша, иако сите експерти кои што дури ги навредија, нарекувајќи ги така наречени експерти со квази дипломи, од сред Бриселот пресконференција, ако граѓаните и гледачите се сеќаваат, немаат нити морален кредибилитет, па дури ни политички, со оглед на резултатите на претходните избори, да фаќаат сега сеир и да се обидуваат да ловат поени на една ваква работа, бидејќи во оваа каша тие не оставија.
и треба или да се срамат и да молчат, или да ја прифатат грешката и да понудат рамо и соработка во барањето чаре и како напред. А дека ние мора да најдеме чаре и да го отвориме патот напред, ќе мора затоа што и Македонија и целиот регион мора, ако веќе решила Европа да ја отвара вратата, нешто што уште не е сосема известно, потикната од руската агресија врз Украина, ќе биде вистина трагедија Балканот да не влезе низ таа врата. И затоа без паника, меѓутоа со решеност да најдеме еден пат што ќе овозможи да зачекориме напред, кој што ќе биде издржан со тврдо тло. Не да пропаднеме на следниот или на третиот чекор повторно во некоја дупка. Освен фактот што се тврди политичките партии, сите политички партии во Бугарија, не постои некакво охрабрување од ЕУ земјите членки, ниту од функционерите на ЕУ, дека можно е промена на францускиот предлог. Можеби нема јавно. Јас сум речиси секоја недела во главни градови на земји членки, зборувам за проширувањето, се обидувам да помогнам и да турнам и јас и сите мои колеги од многу невладени организации и експерти и од Балканот и од земји членки на ЕУ, дека вака не сме да остане. На некои дипломати им е сосем, зборувам за земјите членки, им е сосема јасно зошто ние имаме сега задршка. Ако ни беше ветено после Преспанскиот договор дека ќе почнат пристапните преговори и тоа ветување не беше испорачано, мора да научиме од тоа искуство дека мора да се осигураме дека ако гласаме за уставните амандмани, ќе добиеме тоа што сакаме да го добиеме, а ние не сакаме само втора меѓувладина, туку сакаме да станеме земја членка и сакаме да работиме на реформи, и ако некој не блокира, да не блокира заради корупција или заради тоа што судиите не ни се доволно независни, а не заради историски прашања, идентитетски прашања. Прашањето со Бугарија не е решено. Прашањето со Бугарија е само споено со нашиот пристапен процес. И ние мора да се соочиме со тој проблем и да почнеме да го решаваме. Колку и да е тешко. Тој што ќе каже дека е едноставно, видовме дека нема едноставни решенија на тешки прашања. Добро, И затоа на многу земји членки им е јасна нашата ситуација. Сега, нас најмногу не боли оваа ситуација и ние сме тие кои што треба да бидат вешти, кои што треба да се наметнат, кои што треба да нудат решенија. Јас лично тоа го правев кога бев во позиција на одлучување и стратегијата беше каква? Германско председателство паѓа предлог и пристоен компромис, ние го прифаќаме, Бугарија прво го прифаќа, па после тоа се премислува и го одбива. Португалско председателство паѓа на маса компромис, здрав, не се меша билатералното прашање со европскиот процес, ние го прифаќаме, Бугарија го одбива. Да се одеше понатаму со оваа стратегија и другите председателства да беа убедувани да дадат сериозни, правични и вистински компромиси, ние ќе бевме денес во една сосема друга ситуација. И затоа ситуацијата во која што ние сме денес е директна одговорност на претходната влада. И тој дипломатски дебакл се случи во услови кога речиси сите земји членки велеа никако не смеете да ја преминете црвената линија, билатералното прашање да ви се внесе во европскиот процес. Добро, Тоа се случи со согласност на претходната влада и затоа ние сме сега во оваа ситуација. И на сите им е најлесно, на некои земји членки, посебно кога говорат јавно, се разбира на Бугарија, да велат, а не, тоа прашање ние го затворивме, сега на вас се чека
топката е кај вас. Ама, еве да ја мрднеме топката. Што ќе се случи утре, кога ќе дојде ново вето овој пат за историски прашања, или не знам за што друго, или за бројката на етничките бугари во нашата земја, кој ќе биде тој што ќе се обиде тогаш да ја брани европската приказна и европскиот наратив. Затоа мора сега да бидеме мудри, да бидеме одговорни и да не правиме политиканство од еден ваков огромен национален интерес.